майка за него и да научим нещо повече за него. Сега ние вчера подготвихме лектирата Гоце Делчев от кой пише от Ванчо Николски. Айде малко накратко да кажем за лектирата. Защо става възбор Воня? Айде сега. Воня става възбор за Гоце Делчев. Добро. Що е опишено по лектирата? Айде, Александра. Воня е опишено живот на Гоце Делчев. Е опишен целият живот на Гоце Делчев. Как е бил животът по това време? Дорис? По това време бил много тежко. Значи на нашия македонски народ животът бил много тежко. Значи ние исто така учихме по македонски язик и стихотворба за Гоце Делчев, така? Да. Айде сега да я кажем. Айде Стефания първата строфа, Любче втората. Горе не горе, сея Айдич. Горе, сестра Кловиц. Защо не горе, така зачем? И тая е добър никой. Но Митерина горе намин, со стара верна държи. Помните некой трокълна, се заколкички него. Вие имахте за домашна работа да сработите на лист хартия, значи по някои податъци за Гоце Делчев. Песничка да напишете, сръдъж да направите, нещо във връзка с неговата биография и слично. Айде сега, значи един от вас да ми прочита нещо за биографията на Гоце Делчев. Айде, излези. Семейството на Гоце Делчев. Георги Никола Делчев е роден на 4 февруари 1872 година в Кукло, Шегеска, Македония, като първо мъжко дете, трето по най-бройната фамилия Делчеви, той е имал вкусно 9 детства. На овој ден, кога почнал Гоце Делчев, изработи в една книга. Во неја има песнички, видови на план, петорет и акростих, сръдъж кога той бил пукан и некои податъци за него. 4 май 1903 година во селото Баница загина најголемиот македонски војвода Гоце Делчев. Той храбро загина от душманската пушка, но продължи да живее в книгите и песните, опеяни от неговия народ. Аз изработих една книга за повод от Гоце Делчев, кога бил учител в Щипско Ново село. Аз сега ќе ви прочитам еден дел. На источниот зид од ово училиште и денес стои споменикот релефот на Гоце Делчев. Секоја година на 4 февруари и 4 мај се одбележува годишнината со полагање цвеќе, панихида и други активности на драмското студио од Штип. Овој хамер направив многу работи за Гоце Делчев. Направив акростих, податоци, песнички и направив илустрации. Гоце Делчев бил много мудър човек. Той кажал много мудрост и аз ќе ви кажа негова книга. Той велел, моята майка е земята македонска, род и роднина ми е сговорна дружина, жена ми е пушката малихерка, а децата ми са дробните фишеци.
што кажавме, голем број институции денес го носат името на Гоце Делчев. Изградени се на целата наша држава голем број на споменици. Ние сега при оваа презентација ќе видиме некои од нив. Целиот свој живот Гоце Делчев го посвети на нашата татковина Македонија и неговата желба таа да биде слободна и да се ослободи од турското робство. Слоганот "Смрт или слобода за Македонија" бил постојано сон. Ајде сега да прочитаме некои основни информации за Гоце Делчев. Прекарот му бил Гоце, тој е срцето на револуционерна Македонија. Роден е во Кукуш, Егејска Македонија. Починал во Баница, Егејска Македонија. Бил на служба во Македонското национално движење. Период на службата од 1894 до 1903 година. Командувал со Македонската револуционерна организација, битки и војни, борба за Македонија, битката кај Баница. Други занимања, Гоце бил учител. Деца, преку овој слайд можеме да видиме слика од гробот на Гоце Делчев, кој што денес се наоѓа во Скопје, во црквата Свети Спас. Овде ја гледаме статуата на Гоце Делчев во Скопје, споменик на Гоце Делчев во Струмица. Исто така во нашиот град имаме универзитет кој што го носи неговото име, Универзитет Гоце Делчев Штип, и ова представува символот, односно логото на универзитетот. Како што кажавме, значи Гоце бил учител во Штип, овде можеме да го видиме училиштето на Гоце во Штипско Ново село. Гоце бил многу мудар човек и имал многу убави мисли кои до ден денес се паметат. Еве некои од нив. Делото на ослободувањето на еден народ е пред се неговото собствено дело, на неговите собствени раци. Јас го разбирам светот како поле за културен напредок меѓу народите. Значи, деца, исто така за Гоце Делчев има снимено и филмови. Еве сега денисечок од еден филм за Гоце Делчев. Тоа е уште народно остание кое треба добро да се подготви за да успее. Ослободувањето на Македонија зависи само од внатрешно остание. Тука туѓи кои не се потребни. Секој што мисли поинако се лаже себе си, а ги лаже други.